Втор бран култура на истокот. Од денес па до крајот на летото, над 30 културни содржини ќе бидат реализирани во 7 општини од регионот. Се работи за активности кои се поддржани од Министерството за култура, како втора фаза од манифестацијата Топол културен бран. Содржините се различни и прилагодени за сечи вкус. Најмногу активности ќе реализираат Кочани и Делчево. Кочанци ќе имаат можност да проследат 2 концерта, од кои едниот фолклорен, а вториот камерен, изложба и театарска представа. Во Делчево ќе се реализираат 3 концерти, вечер на карикатури и афоризми и 2 театарски представи. Театарските представи ќе бидат незастапени и во Пробиштип, Македонска Каменица и Пехчево. Одржување на една театарска представа, театарската представа Женско царство, која што е комедија, од текстот е на Столе Костов, а режија на Шенка Колозова, театарска представа која што се надеваме ќе предизвика голема посетеност и заинтересираност од страна на граѓаните на општина Пехчево. Во Штип, пак во завршна фаза е 31-то издание на Штипско културно лето. До крајот остануваат да се реализираат деновите Нацо Шопов, проекција на филмови и камерен концерт. Дел од Штипско културно лето ќе биде и Штипската музичка разгледница, содржина која се реализира уште од првото издание на Штипско културно лето. Тоа е манифестација која што веројатно во зародишот на создавањето на Штипско културно лето се родила идејата сите музички творци од Штип и сите оние кои што создаваат нешто во делот на музиката да бидат на едно место во Домот на младите и тука се реализира една поголема забава која што сите заеднички уживаат. Без културни манифестации и оваа година ќе останат руралните општини Карбинци, Зрновци и Чешиново Облешево. Тие ниту самите организираа нешто, ниту државата ги стави во својата програма.